Тоа е единственото обвинение или постојат и други? Не, тоа е као нивното крунско, што се тоа поголеми пари. Во прашање другите работи се телефонски сметки кои јас сум ги имал поголеми него што ми дозволувал МНР, што сум ја поправил колата, а без дозвола на МНР. Имало некои дупликат сметки за нешто за интернет, некое плаќање, некои такви ситници. Сега гледајте, според законот за МНР, амбасадорот раководи со финансиите во мисијата, не МНР. Да речеме, мисијата добива $12,000 месечно. Има таму ставки по кои се добиени, но јас можем да ги прераспределам. Ако во тој месец некои ставки не ги потрошиме, не ни требаат, меѓутоа други се важни, можем да ги прераспределам. Тоа е мој законска овластување. Бидејќи во членот 34 од законот пишува амбасадорот раководи со финансиите на амбасадата во рамките на буџетот кој му е даден. End of story. Единствено министерот може да интервенира и да каже нешто, или политички, или административно до амбасадорот и за политичките прашања и председателот. Ова другово го правам јас со моја одговорност, бидејќи јас раководам со амбасадата, као и секој амбасадор,